Здраво, дечки! Во ова видео ќе збориме за еден животен проблем на моите пријатели, што дојдува едноставно се видовме пред одредено време и сакам да им го решам тој животен проблем. Значи, овде ќе бидам искрен, како што никогаш до сега не сум бил, а и луѓето треба да знаат дека кога се работи за ова прашање, тоа е едно од најбитните прашања за во наредните 30 до 50 години. Значи, јас како венчан човек од април, не е дека имам некој големо искуство, но имам искуство како со долгогодишни врски, сакам да им помогнам на машките кои едноставно страдат со тој проблем. Искрено, јас сум страдал доволно, сум читал многу книги за привлекување жени, сум го читал Мистери метод и и сите тие книги за што велат дека ќе легнете некоја девојка на брзо. И ќе ви кажам една многу искрена и вистината работа. А тоа е дека се додека играте по нечива игра, ќе правите некој карактер кој на крајот на денот таа девојка што го запознала после одредено време ќе види дека тоа вие не сте. Така што се зависи каква врска сакате во моментот, дали сакате кратка или долгогодишна врска. Ако сакате долгогодишна врска, имам долго искуство. Минатата врска ми беше ептен лоша од перспектива што немав, мислам, бев многу голем потрчко, да речеме, и фатив на, нема да кажам на лош, туку едноставно видов дека ме изневери и јас продолжив со тоа, јас си бев самиот крив. На волја на вистината, треба да внимавате на такви луѓе, зашто има многу луѓе, особено нарциси и социопати, каде што едноставно не ви мислат најдобро во светот. И цел време ќе, како паразит, ќе ви се држат и треба да ги трнете тие луѓе во моментот. Не да влечете, едноставно кога ќе видите дека нешто не чини, да речете или ќе продолжиме или ќе се смениш сега, или чао пријатно. Значи, влечење не треба да ги влечеме работите, затоа што секојаш има подобри возможности, од тука натаму вие се зависи до вас. За мажите најбитното нешто е прво да се осамостоите. Значи, да имате собствен стан, дали под килија, и каде што ќе се снајдете, значи ќе се снајдете да најдете, ако треба и 3 работи, ама ќе се докажете дека вистински можете и ќе најдете нешто што ќе имате после стабилност и може да креирате бизнес. Сега, ако ќе креирате бизнес и кога ќе ве дознаат луѓето, тогаш можете да привлечете многу повеќе врски. Значи, луѓето едноставно сака да видат од вас дека сте амбициозни, особено жените, дека имате храброст и дека сте непокорливи. Значи, кога ќе почнете нешто, без разлика на вашиот изглед, кој може да се смени, сега сум со више килограми, тоа е ефект од неактивност и плюс од многу калории внесени, екстра калории, и едноставно е шокот од што го претрпев после префрлање од Украина, но тоа не спречи нас, како јас и жена ми, да бидеме блиску и да ставиме нови патеки кон нас. Значи, да видиме дека ќе направиме нешто и заедно можеме сме посилни. Тоа не зближи многу повеќе, затоа што видовме дека вистински јас и она си припаѓаме заедно. И тука нема ништо да ме промени. Сега, кога се работи за мажите, почнав дека треба да се изградите како карактер во сите карактеристики. Значи, карактеристики како финансиски, карактеристики како здравствено, карактеристики како кога ќе отидете на некоја девојка, да ја покажете дека не се плашите од нејзините игри и едноставно треба да бидете лидер. Сега, како ќе го поставите тоа, да оставам на вас, но треба да се ставите во оган и кога еднаш ќе ве изгори, другиот пат нема да се изгорите. Значи, треба да експериментирате и не треба да се ограничувате со изборот на пријателства, познаници, се додека не е вистинско, мислам, додека не најдете нешто што е за вас вистинско. И така,
ова е мој совет, значи да резимираме. Прво, изградете се како личност во 20-тите години, направете контакти и пробајте да изградите некаква финансиска стабилност во 30-тите години и после во 30-тите години може да размислувате за нешто како сериозно како брак и т.н. И ако веќе сте поамбициозни, изградите бизнис, изградите нешто што може да ви носи приход без вие да се занимавате од перспектива на вработени и т.н. За тоа треба време и откривате се самите себе си. Најбитниот фактор е да се тргнете од мајкави и таткови. Тоа е најголемиот фактор што мислам дека жените во Македонија не го сакат. И тоа им е многу непривлечно. Затоа ги привлекуваат мажи со BMW-ња, мажи со Porsche, затоа што во нивната перспектива тие гледаат дека се амбициозни, дека успеале сами и т.н. Не зашто имаат многу пари. Парите се ефектот од нивната посветеност. И тоа е се што сакав да кажам. Се надевам дека беше видео интересно, малку off topic и поздрав!